загадувањето има енормно влијание на биолошката разновидност. И тоа во повеќе области. Загадената почва секако влијае на дивите видови, а растителните видови исто така можат да бидат нарушени, особено во крајбрежните подрачја, каде што имаме загадени води, исто така на загадени почви. Од друга страна, суспендираните материи, кои што ги имаме во воздухот, во загадениот воздух, може да влијат на репродуктивните органи и на растенијата. Но во генерална смисла, самото загадување е само една закана за биолошката разновидност. Тука можем да ги спомнам и климатските промени. И во нашата земја правени се сериозни анализи за тоа како климатските промени можат негативно да влијаат на биолошката разновидност. Последиците може да бидат далекосежни, да изгубиме видови кои што се тука наши, локални, ендемични, а ние сме навистина жариште на ендемити. Исто така во Македонија има регистрирано многу загрозени видови кои што Европа ги чува на својата територија, значи тоа не е само наше наследство, туку тоа е и европско, па дури и светско наследство. Така да борбата против загадувањето секако треба да ја сметаме како еден начин да го зачуваме биодиверзитетот на земјата.